Почитувани, во текот на вчерашниот ден во Советот на град Скопје се изврши вистински масакар на членовите на управните и надзорните одбори во јавните предпријатија, образовни и културни установи на градот Скопје. Со тоа грубо продолжува реваншизмот и насилството врз уставот и законите. Советниците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Советот, по наредба на Зоран Заев и градоначалникот Петре Шилегов, само со едно надгласување на точка во Советот, именуваа 138 членови во над 52 надзорни и управни одбори спротивно на Законот за локалната самоуправа и спротивно на Деловникот за работа на градот Скопје. СДСМ и Шилегов пред новата година наградија со 4 годишни месечни паушали над 138 шарени активисти и членови на СДСМ, некои од нив веќе вработени во кабинетите на Зоран Заев и Петре Шилегов. Меѓу предложените кандидати за членови може да се сретнат имињата како на советникот на Заев Владко Васил, кој како активист на шарената револуција веднаш по доаѓањето на СДСМ на власт беше вработен во владата на Зоран Заев како советник, а сега е и награден со член на управен одбор. Председателката на Советот на град Скопје Љубица Јанчева, не почитувајќи го Деловникот за работа на Советот, материјалите со новиите предлог членови не ги достави до членовите на Советот во рок од 7 дена, колку што е пропишано со Деловникот за работа на Советот на град Скопје, туку ги достави само еден ден пред почнувањето на седницата, без податоци за личноста на предложените кандидати и условите кои тие треба да ги исполнуваат, согласно законот. Во членот 61 од Деловникот за работа на Советот на град Скопје задолжително е предвидено материјалите за седницата на Советот да се достават најдоцна во рок од 7 дена, а тоа што го направија е спротивно и на член 39 став 4 од Законот за локалната самоуправа. Почитувани, без законски основ, наспроти сето ова што го кажав пред малку, се бркаат од работа и се оставаат на улица 26 вработени во јавното предпријатие Водовод и канализација и со тоа грубо се кршат нивните законски права. Социјалдемократскиот сојуз по правило постапува спротивно на законите и донесува одлуки по партиска директива. Не им е важно функционирањето и професионализацијата на институциите, туку единствено им е важно да ги пополнат со партиски послушници. Одново именуваните 138 луѓе во управните одбори и надзорните одбори ќе се видат само партиски членови на Социјалдемократскиот сојуз, вклучени во кампањата за локалните избори и во така наречената шарена револуција. Очигледно, дојде животот во Македонија, но само за кадрите и членовите на СДСМ и на шарената револуција. Тоа ли е враќање на животот во Македонија? Благодарам.